civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Пописот се одвиваше така како што се одвиваше. Сите знаеме. Јас би рекол тоа беше обид да се направи попис, а не попис, да се задоволат 20 лидери на политичката партија. Проблеми во попишувањето секако дека имаше. Тоа сето ќе биде изнесено после резултатите, нели кога ќе ги видиме кои се резултатите од пописот. Еден проблем што се случуваше со попишувањето. Кога попишувачите оделе кај нели во куќите да прашат и луѓето се изјаснуваат како бугари. Тие им барале дали имаат пасош или лична карта. Тоа ли е основот да се попише човек бугарин? Дали има пасош и лична карта? Дали барале лични карти и некои што се пишеле албанци, турци или роми, било што, за да барат државјанство од тие? Не знам, тоа беше фарса од попис спрема мене, не е попис. Не знам дали е таму, пошто покасно се вклучувам во дискусијата, не знам дали е таму господин Оцимовски. Бев информиран дека ќе биде он гостин, да го прашам како тој ќе одговори на тоа прашање. Кога некој се изјаснува како бугарин, а ти не му даваш да видиш што си го запишал, или му бараш пасош и лична карта, што е тоа? Нели е обесправеност? Според вас колку... Може ли некој да ми каже мене како јас ќе се попишам, а при тоа да ми бара нели документ за тоа? Јас можам да се пишам било што, така? Јас се пишам бугарин, не мора да имам лична карта и пасош. Јас имам, ама што ако немам? А сакам да се пишам тоа. Ние како здружение добивавме многу повици, значи тоа сето си е нотирано, имаме записници, тоа ќе го кажеме после резултатите. Ние имаме направено веќе подготвени списоци, имаме и луѓе кои тоа ќе го потврдат дека е така. Се работи за стотици и илјадници луѓе. Значи, одиме со документи, за луѓе што сакале да се попишат како бугари, а тоа не му е овозможено. За се едно ќе има запис, нема да биде тоа паушално само да се каже на тој му е овозможено, не му е дадено право да се пише како бугарин. Тоа ќе биде аргументирано со документи, со луѓе подпишани за тоа. Јас лично мислам, ви кажав и на почетокот, за мене пописот беше само формално, колку да се задоволат потребите на 20 лидери кои сакаат по секоја цена да направат попис. А перспективите во Македонија се знаеме, нели? Јас не се надевам во Македонија, најверојатно двете етнички заедници се борат да докажат која е подоминантна во државата, друго ништо. За мене бројката не е предуслов. За мене и еден човек треба да има основно човечко право. И еден да е. За мене бројката не значи ништо. Него поголемите етнички заедници се борат за бројки, за да добијат некакви си права по квоти, како што работат и до сега. Иначе за мене бројката не представува ништо. Бројката е бројка. Секој еден човек што живее во нашата држава треба да го има основното човечко индивидуално право. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.